Откако е во концернот Volkswagen, Шкода во последните неколку години како да доживува ренесанса. Не се во прашање само зголемената палета на производи и модели, туку е и дизајнот, но и квалитетот во прашање. Денеска го возиме знаменосецот лимузината Superb, која неодамна доживеа рестайлинг. Рестайлинг на неколку битни работи, како што е маската на ладилникот и доби Full LED светла со најнова технологија. Superb е познат по својата големина и должина. Возачкото седиште е наместено како јас што сакам да биде. И видете колку простор има во внатрешноста. Со оволку простор и целосен изглед и удобност која е пружен во овој автомобил не може да го очекувате ниту од повисоките класи. Навистина Superb нуди многу простор. Таков случај е и во гепекот. Погледнете колкав е. Тој е лидер во класата и ви дозволува и да бидете малку и неуредни. Но, што се крие зад техниката на новиот Superb? Во основа не многу работи. Тој ја задржа својата големина, своето меѓуоскено растојание, но во внатрешноста е направен да одговори на повеќе предизвици. Бидејќи овој автомобил е замислен не само како семејна лимузина, туку и како службено флотно возило. Работното место на возачот е баш онакво какво што се замислува. Исполнето е со технологија, но мене не ми се допаѓа старт-стоп копчето, односно местото каде е лоцирано. Лоцирано е на место каде што не би требало да биде, барем според мене. Инаку, во внатрешноста забележливи се конективните технологии. Преку овој дисплеј можете да направите избор на многу работи. Не само на поврзувањето, туку и на сетапот на целиот автомобил. Друго што ми се допаѓа е можноста за промена на графиката на инструмент таблата. Јас на возачкото седиште навистина седам комотно и на дофат ми се сите работи кои се потребни во колата. Испод хаубата е сместен 2-литрениот TDI мотор од 150 коњски сили впарен со 7-степенна DSG трансмисија. Комбинација која ветува мирно возење и мала потрошувачка. Од своето појавување Шкода Superb доживеа неколку генерации, а денеска се наоѓаме зад управувачот на рестилизираната трета генерација. Ова бизнис лимузина или семејна лимузина во голема мерка го привлекува вниманието на купувачите од повеќе причини. Прво е дека ја користи истата технологија како што ја користи Volkswagen или Audi, односно Seat, а втората е добрата цена. За низините големи димензии сите знаат. Таа има простор во изобилство и во внатрешноста, но и од надвор изгледа фасцинантно. Бидејќи овој рестайлинг што е направен е вистински погодок. Во гепекот, како што видовте, има простор најголем во својата класа. Superb има добри стартни позиции да ги освојува пред се флотните купувачи. Низината цена е 29.500 евра. И што добивате за тие пари? Пред се има економичен
дизел 2-литрен мотор од 150 конски сили кој е впарен со 7-степен автоматски DSG менувач. Менувач кој има две спојки, што значи дека пренесувањето на брзините и уживањето во возењето е загарантирано. Пред малку удрив во една дупка, а дупки на македонските патишта има во изобилие. Токму тој шок што го доживеа тркалото лесно се пренесе и во кабината. Па, тука ги лоцирам и некои од недостатоците на оваа убава лимузина. А тоа е дека микровибрациите многу лесно се пренесуваат во внатрешноста. Што се однесува до управливоста, тоа е предвидливо и прецизно. Не е на ниво на, да кажеме, посакуваниот Пасат, но сепак управувањето не може да се критикува. Исто така и економичноста, бидејќи јас забележав просечна потрошувачка на поминати нешто повеќе од 800 километри од 6,1 литар во комбинирани услови се разбира, и тоа покажува дека овој мотор од 2 литра и 150 конски сили дека не е направен за трки, но во секој случај одлично се однесува и е економичен. Со цена од 29.500 евра во оваа опременост, каде што не недостасува ништо. Напротив, Шкода Суперб е одлично опремена од сите конективни и безбедносни технологии што се модерни да бидат вградувани во автомобилот. Па затоа овој автомобил може да помрси многу конци. Не само во сегментот на приватни купувачи, туку повеќе на флотни купувачи, бидејќи овој автомобил има изобилие на простор, одлична завршна обработка, а чини многу помалку, да кажеме, од Audi A4, Mercedes C класа или BMW серија 3. Затоа реков дека овој автомобил е способен да направи едно ново прераспределување што се однесува на флотните купувачи. И кога би требале да резимираме, во прв план би дошло дека Шкода Суперб е автомобил кој е направен за сите пригоди, за сите купувачи и за сите оние кои сакаат да имаат голема лимузина која не чини многу пари, а се разбира нуди високо ниво на квалитет. Од Шкода, како да сме навикнати на овие атрибути што ги спомнавме. Тоа беше се што подготвивме за ова издание. До гледање за 7 дена.